Благодарам. Почитуван колега Пренджов, доаѓате од една непостоечка партија, Гром, која што зема 5 милиони денари народни пари, а не настапува сама на избори, и имате лица да ни изборувате нас на левица, кои фајтерски одиме сами на секои избори и освојуваме рейтинг кој што е повисок сега и од зелените, овие кои се ребрендираа. Почитуван колега Пренджов, има една арапска поговорка, вели добриот коњ има 1000 мани, а лошиот само една, дека не го бива. Така и на левица можете да ја најдете 1000 мани, ама за разлика од Гром, левица ја бива. Сега ќе одиме дел по дел на она што вие ми го, тоест на она што сакам да ви го реплицирам јас. Се покажавте како типичен апологет на олигархијата и затоа сте на исто рамниште со колешката председателка на Законодавно-правната комисија, бидејќи едновремено бевте и коалиција, ако не се лажам, бидејќи вие како пинг-понг партија си коалицирате де еднаш со едните, де еднаш со другите. Прво рековте дека било касно и го прочитавте само текстот на датумот, бидејќи јас предавам риторика и аргументација, треба да разликуваме текст од контекст, бидејќи не е исто ако речете едно влакно на главата, тоа е фрустрирачки малку, ама едно влакно во супата е контаминирачки многу. Така што право ќе беше да кажавте дека ова е вториот наш закон, тоест истиот текст сега во редовна процедура, а првиот кој беше во скратена постапка беше тригерот кој го натера Филипче да го поднесе овој закон кој пред неколку дена помина, како што вие го нарековте системски, тоа е законот за здравствена заштита. Значи левица беше тригерот кој што му покажа на Филипче дека има уставна основа да ги ограничи цените на приватните болници, и левица беше еден ден по од нивниот закон, меѓутоа поради фаворизацијата која што ја прави спикерот, нивниот закон дојде пред нашиот, така што законот беше поднесен токму во пикот, тоа беше почетокот на април, кога бројките беа илјадници на ден и кога овие налудничави наши властодерци сакаат да спроведуваат попис, ако не се сеќавате. Второ, рековте дека сме ја замаѓувале јавноста и дека сме воведувале 76.375 денари, и тука ќе ви го цитирам Енгелс, од кој што вие така се ежите, бидејќи сте липтард по идеологија, а ние сме марксисти и левичари. Енгелс вели на ова вашево, би рекол, каква детинеста наивност, вашето незнаење да ни го представувате како теориски аргумент. Впрочем, ако не сте знаеле, тоа не го знаеше и колегата Коцик, а иако е доктор, овие тарифи кои се наведени во законот нема, господин Абасиев, како да ви одговори. Се буквално... Се извинувам, ниту председателката на Законодавно-правната, ниту Ненад Коцич, нема како да ви одговори. споменуваат левица цело време, Немате така да им да одговори. злоупотребувате говорницата. Не ја злоупотребувам, ја употребувам. Имате реплика на Добро, дозволете ми да си ја завршам мислата. Значи, овие тарифи од 76.375 се земени буквално земени од тарифата која што во моментов важи за јавното здравство, а која ја утврдува Фондот за здравствено осигурување.